почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Зоран Заев, Оливер Спасовски и криминалниот картел под нивна контрола го штитат убиецот на младиот фудбалер Мартин Јанушев. Цела година по ладнокрвната ликвидација, убиецот се уште се шета слободен. Нема пресуда, нема ниту обвинение. Истрагата трае. Да не беше трагично, ќе личеше на шега. Не само што го оставија убиецот да се прошета слободно после свирепиот акт, туку се гледа дека му било помогнато да ја напушти Република Македонија. Невладините организации молчат, а само декларираните борци за човекови права гледаат да се прескокне 3 ноември и да не се бара одговорност од Спасовски. Се надеваат дека ќе ги заборави тагата и неговото семејство, а и неговите пријатели. Ми отиде детето од нерани мајковци. Со овие зборови се прости од својот син Мартин Јанушев, неговиот татко Бранислав на неговиот Facebook профил. Тој тогаш и објави и фотографијата од вечниот дом на Мартин. Зошто и кој го покрива убиецот цела година? Дали заради информациите за поврзаност со Агенцијата за обезбедување, која беше под директна контрола на криминалниот картел на власт? Зошто молчат невладините кои се креваа на протести и кога убиства се расчистуваа за 48 часа, а во рок од 8 месеци имаше и правосилни пресуди? Дали на нив им се јавил некој од власта да им каже дека животот на Мартин Јанушев е помалку вреден од долгот кој тие го имаат кон убиецот? Почитувани, Скопје е небезбеден град, а Оливер Спасовски е во коалиција со криминалот. Гледаме брутални ликвидации на најфреквентните улици, а убиците се шетаат на слобода и никој не ги гони. Првин во јавноста провеуваше мислењето и оправдувањето дека е тотално неспособен Оливер Спасовски. Но после една година да не може да се пронајде и однесе во затвор убиецот, какво било оправдување е бесмислено. Само доколку Оливер Спасовски си поднесе оставка, Скопје може да стане побезбеден град, а криминалците конечно да се соочат со правдата. Ви благодарам.